Вообичаената Петровденска празнична атмосфера викендов беше надополнета со свечената седница на Советот на општина Кочани, на која официјално беше соопштена одлуката на Комисијата за награди и признанија и се доделија највисоките општински одличија. Професорот Оливер Попов ја прими наградата за животно дело, што постхумно му беше доделена на неговиот татко, академик Благој Попов, признат и врвен научен работник во областа на математиката. Тој искрено се заблагодари што родниот град не ги заборавил успесите што во животниот пат и во кариерата ги остварил татко му. Прво сум воодушевен и помалку потресен поради блиското заминување на родителот, но и јас, како и татко ми, ја делам блискоста со Кочани. Кочани му представуваше значаен сегмент во неговиот живот, кој постојано го следеше. Тука ги беше завршил формативните години на својот карактер, а тоа, како што реков, беше релативноста во гледање на работите во животот и скромноста, и секогаш му се навраќаше на Кочани. Младите години се можеби најубавите години во животот, како што реков, кои што ве формираат, не? И тој, на некој начин, сите пасите што му почнуваа во Кочани или почнаа во Кочани и завршуваа во Кочани, не? Така да беше присутен и бевме ние присутни со него, не. Кочани е дел и од моето детство, не. Бидејќи некако после земјотресот поминав една школска година во училиштето Раде Кратовче. Традицијата за занимавање со научната дејност во семејството на академик Благој Попов не е прекината, затоа што неговиот син е професор по информатика и информатички науки на Универзитетот во Стокхолм, а внукот е доктор по информатика на Универзитетот во Саутхемптон. Наградата за значајни остварувања меѓу двете празнувања на Петровден му припадна на колективот и учениците од Основното музичко училиште Ристо Јуруков, посебно поради 15 годишното успешно реализирање на проектот со новогодишниот концерт, со кој оваа образовна установа се карактеризира во последната 1,5 деценија. Резултатите доаѓаат до награда, нели? Се надевам дека сметат оние што ни ја доделија наградата, дека сме достојни да ја примаме. Од името на директорката на училиштето, од името на сите вработени во училиштето, од оној тим наставници, ученици, публика, се надевам дека бевме достојни и ќе останеме достојни за да ја развиваме културата како во општината, државата, така и надвор од неја. На свечената седница на Советот своје обраќање имаше и градоначалникот Радко Димитровски. При тоа тој направи осврт за постигањата и развојот на општината во изминатиот едногодишен период.